Откако вработените во 2002 година, точно во периодот после победата на септемвриските избори на СДСМ, до 1 ноември додека се конституираше владата, сите вработени, мнозинскиот пакет акции му го продадоа на бугарската компанија Литекс. Погодите кој беше тоаш председател на Државната комисија за хартија од вредност. Министерот за финансии во заминување, вие, господине Груевски. 52% стекна собственост бугарите, 46% Република Македонија, државата. Еве како ви изгледа државниот капитал. Ќе ви ги оставам слики. Снег врни внатре. Страшно, срамно, стварно не знам. 46% државен капитал. Меѓутоа, сега ќе ве прашам нешто како магистар по економски науки. Сте ги видели ли годишните завршни сметки на оваа компанија? Компанија што на годишно ниво врти 16 милиони евра и редовно прикажува добивка од 5000 евра. Оваа компанија што е рангирана на 21 место на топ 50 увозници. Годишен обрт 16 милиони евра, 5000 евра добивка, за која плаќа 500 евра данок во буџет. Господине Груевски, нити УЈАП влегува, нити финансова полиција, а државниот повереник не бил на нити едно седница на собрание на акционери да го штити државниот капитал. Прашувам, моето второ прашање. Дали знаете дека експертите тврдат дека просечна нето добивка на оваа компанија е 6 милиони евра? Кој висок функционер на ВМРО ДПМН му прави пат, да бидам попрецизна, автопат на некој нов газда што едва и чека да ја купи по многу ниска цена веќе обезвреднетата битолска шекерана, некогашна битолска гордост, од која живеа над 300 вработени, над 3000 кооперанти кои садеа шекерна репка, сега се сите без надвор на улица и без свој собствен бизнис. Дали се точни се погласните информации дека се работи за овозможување на поволна бизнис клима на вашиот сега веќе омилен инвеститор Орце Камчев, кој што во последно време како новопечен земјопоседник и заинтересиран корисник на субвенции во земјоделието му се намерачил да ни дојде на широк свет. Мнозинството акции над 50% ги има странскиот инвеститор, а дека државата имала 46%, но подоцна ги продава и тие, не кажа сега колку има. Во секој случај очигледно е дека владата има малцински пакет на акции. И укажа дека добивката на компанијата неколку години поред била 5000 евра, во што, колку што можам да разберам, таа се сомнева. И тоа го разбирам како некаква, на еден начин, укажување дека станува збор за даночно затојување. Ново укажување, ако добро сум го разбрал, јас исто така ќе информирам владата и преку институциите на државата, веројатно преку Министерството за финансии, односно Управата за јавни приходи, ќе се провери ово укажување дали во минатите години имало такво нешто како што укажува пратеничката, а тоа е затајување на данок на добивка, со обзир на тоа дека кажа дека според некои нејзини проценки нето добивката на компанијата била 6 милиони евра, а пријавени биле 5000 евра. Инаку беше поставено и прашање кој висок функционер го штител собственикот. Јас можам да кажам дека никој не го штити, или барам јас не знам дека било кој некој го штити. Ние не штитиме никого, работиме согласно закон, работиме подеднакво кон сите. 2010 година истото прашање го постави пратеникот Андреј Жерновски. Ако имавте навистина волја и сила, тогаш овој проблем ќе беше разрешен 2 години претходно. И во буџетот ќе се слеја, освен непријавените добивки, ќе се слееше и казната за непријавување добивки. Господине Груевски, вашите инспекцијски органи од Управата за јавни приходи влегоа во секое малско дуќанче, во секое рурално место, каде што нема повеќе од 500 евра стока, изрекуваја казни од 5 до 10.000 евра.
Еден куп такви дуќанчиња се затворени заради, се разбира, како што милувате да кажете, даночната дисциплина која ја најавивте уште со самото стапување на власт. Како да ви верувам? Единствено управата за јавни приходи 6 години не гледаше што се случува во непријавените коцкарници, од кои буџетот и тоа како страдаше, и дополнително во битолска шеќерана. Злонамерноста и малициозноста и обидот на грбот на група луѓе кои што ја загубиле работата да се испоентира политички и да се добијат нивни гласови или нивна подршка е толку очигледен, што почитувана пратенички не само што нема да ги добиете гласовите, туку препознавајќи го вашето лицемерие, ќе свата дека вие ги злоупотребувате. И тие што сакале да гласаат за вас, ќе изгубат вербата во вас и нема да гласаат. Најдете работи кои што навистина може да им помогнат на луѓето и не ги злоупотребувајте нивните маки кога имаат некоја мака. Луѓето сака да им се помогне, ама не сакаат на грбот на нивната мака некој да злоупотребува и да гради собствена политичка кариера. Да измислувате шпекулации дека некоја фирма ќе се обезвреднува за да некој друг ја купи, а таа фирма е приватна, се со цел да се додворите до гласачите, е подценување нивно затоа што тие добро разбираат што се случува околу нив. Сум искрена и без намера да ве навредам. Ако моето прашање ви изгледаше карикатурално, мене вашиот одговор ми изгледа одговор на очајник, фатен на дело. Господине Груевски, председателе на Државна комисија за хартија од вредност, го чекавте периодот 2002 пред да се формира владата на СДСМ. По добиените избори, за да ја направите блок трансакцијата кон Литекс. Тоа е факт број 1 и од тоа не можете да побегнете. Како тоа сега вие говорите дека станува збор за приватна компанија за која ви велам 2010 12 јануари, денот кога е земен кредит повисок од вкупната вредност на имотот на предпријатието. Представникот на државата со вораце овластување за 46%, пола имот е на државата во 2010 година. Отсуствува и спротивно на закон бугарскиот газда под хипотека клава се. Па државата има безмалку 50% и тоа вас не ве секира?